Здраво, здравейте во нов туторијал денеска ќе ви покажам како да си инсталирате Assassin's Creed 1. Значи, линк ќе имате во дескрипција за линк имате во дескрипција за играта. Ќе ви треба исто Power ISO и uTorrent. Значи ќе имате од тие трите во дескрипција. Одите, значи еве линкот ќе оставам дескрипција и одите на Get This Torrent. И одите Launch Application. Ја нема пошто веќе го името. И сега одите на Torrent. Ево вака и кликате два пати. Одите Continue и одиме на десен клик кога го инсталирате Power ISO, овде на ова Power ISO и од цртичката. И овде одиме на Mount. Под ова екстракт to Assassin's Creed by Lux Falcon, под тоа Mount to Image Drive G. Кликаме на тоа. Одиме на This PC, овде и одиме десен клик, одиме Open и јас, значи, тварате сетот, јас нема да го отворам пошто веќе го имам инсталиран. Значи, одите таму, next install, таму ќе ви бара за дали сакате да се логирате на Ubisoft, значи јас не се логирав, значи кликате долу ако сакате Never Register. Имате за да подсетите за 7 дена и да се логира. Значи таму таа. Значи од тие трите кликнете. Потоа кој ќе инсталирате играта? Одите во крак. И од двете ги копираме. Одиме десен клик, одиме копи на My Computer и одиме таму каде што сте инсталирали играта. Само не е во. Program Files. Само да најдам. Не, овде треба да... Сега тука оставя. Овде. Ева, Assassin's Creed. Иначе, одиме кога ги влезете во фолдер, кога копиравте тие двете од кракот. Одиме десен клик, и одиме на Paste. И кликаме на ова Replace the files in the destination. Значи ќе почекам. Иначе еве како што гледате овие двете ќе ви се стават во ова. Значи ова Assassin's Creed DX9 и Assassin's Creed DX10. Иначе кога ќе ги кракирате само ова Assassin's Creed Game, одите десен клик ако сакате да биде на десктоп. Одите десен клик, одите на Send to Desktop Create Shortcut. Ова може да го исклучите. Ево исто. Иначе овде го преименувате, ово Shortcut само го менявате. Assassin's Creed. Ево вака. Ево вака ќе го подпишам. Assassin's Creed. Става Games. Иначе еве играта ви овде. Мислам ако имате фолдер ќе ви биде во фолдер, ако немате фолдер ќе ви биде на позадина на десктоп. И дечки, тоа беше се за туторијал. Доколку ви се допадна, оставте лайк и subscribe, share и нека се видиме на следната епизода. Чао!